Наред се минутите за темата на денот. Мој вечерашен гостин, отец Зоран Стојанов од Католичката црква, воедно и декан на деканатот на Светите Кирил и Методи. Тоа е богословско школа во рамки на Католичката црква во... Тоа е оној кој што е одговорен за свештениците во епархијата. Така, благодарам. Имаме два, можем да ја кажеме, историски дена. Тоа е посетата на папата Лав, особено што е прва надвор по неговиот избор на Турција, но по-суштински е сепак она што се случуваше вчера во Никеја. Тоа е 1700 години подоцна од кога е воспоставена формално правно црквата, нели како црквата во која што се утврдени некои критериуми на функционирање. Тој јубилеј остави еден силен впечаток, да речеме, на можноста на приближување после долги години, векови меѓу католичката или римокатоличката црква и источната црква. Како вие гледате на овој настан? Како католичката црква во Македонија гледа на тој настан? Значи, во секој случај, ова е голем настан кој што сега се случува овие денови. Самата посета на папата во Турција и на Вселенскиот патриарх е нешто кое што беше предвидено и поодамна. Интересно е дека и овој папа, Лав 14, ја има истата судбина како што ја имаше пред него Фрањо и Бенедикт. Значи, на своето прво апостолско патување оди испланирано од неговиот претходник. Така беа и Бенедикт 16 и папата Фрањо. Тие одеа на денот на младите, каде што се собират многу млади, а еве денешниот папа ја прифати таа покана на Вселенскиот патриарх, тој предизвик, кој што го носи јубилејот на 1700 години, Никеја. Тоа е првиот концил. Знаете, кога велиме концил во црквата... Собор. Во црквата се случуваат често собори, меѓутоа вселенски собори ги немаме многу низ историјата, а ово е пак во Никеја 325 година, тоа е првиот. И ако сите се важни, може би ова е најважниот кој што се случил во историјата на црквата. И ако црквата и западната традиција, и источната традиција вели дека духов ден, 50-ница е роден ден на црквата, Никејскиот собор е сепак вториот, да кажеме, роден ден на црквата. А ова што сега се случи вчера, заедничка молитва меѓу папата од Рим и Вселенскиот патриарх од Константинополи, ни дава една голема надежда и посебно на ваквите заедници, како што е мала заедница католичката во Македонија, не прави горди дека еве овие двајца мажи, двајца луѓе, водачи на црквите, застана заеднички да молат во чест на таа годишнина и во јубилејната година која што ова година имаме, нели, како редовна јубилејна година во црквата 2025. Да појасниме на работи која што зошто тој момент се смета меѓу другото и за историски важен, но и како еден чекор, да речеме, кој што го прави овој папа во насока на можеби идно некакво поголемо зближување, да речеме, меѓу источната и западната црква. Тоа почна со неговото писмо, во кое што го интерпретираше символот на верата или структурата што е воспоставена на тој Вселенски собор како начин на кој верува христијанската црква во неговата оригинална форма. Вчера се случи ист чин на читање на тој символ на верата во основа што бил во оригинална форма, а дел од разликите меѓу католичката и православната црква е токму, да речеме, дел од текстот на тој символ, во кој што на едно место каде се спомнува Светиот Дух, според православната црква извира само од Отецот, а според католичката и од Синот Исус Христос. Важен ли е тој чекор, да речеме, или според вас тоа беше можеби само историско навраќање на моментот? Не, тоа не е само историја. Значи, денешниот папа отворено
нагласи дека ќе го моли верувањето во Никеја, во оригинална верзија која што е дадена на соборот во Никеја 325 година. Вие добро знаете дека тој собор е повикан или свикан од тогашниот император Константин, кој што дал слобода на христијанството. Ние збориме за 325 година, година во која што христијанството излегло после долги години, векови на прогонство. Знаете, тоа било време на првиот, вториот и третиот век, кога се создале многу неправилни учења во црквата. Значи, црковните отци кои што се состанале во Никеја решавале суштински прашања, значи прашања од важноста на христијанството, ама многу побитни од што ова што ние денеска нели веќе го имаме подготвено или можеби наједноставно кажемо прежвакано во сите овие столетија кои што помина. На папата Лав 14 чекорот кој што го прави воопшто не е случаен. Значи, он цело време, од кога е дојден за папа во Рим, оди во тој контекст. И денешното него, тоест, во патувањето во овие денови, кое што тој го има во Турција и потоа патува во Либанон, ги има тие две важни делови на неговото патување. Значи, екуменизмот е првото патување во Турција, средбата со патриархот, и вториот дел на неговото апостолско патување во Либанон е мир. Значи, може би, не знам, сега, вие добро знаете, но вашите гледачи може би не знаат дека она што се даваше по медиумите, дека е прво големата средба со председателот на Турција, со политичките, тоа не е првата точка на патувањето, не е ни втора точка на патувањето. Значи, ова патување на папата во Турција е конкретно точката за важноста на Никеја и средбата со патриархот и со сите други цркви кои што таму беа вчера присутни. Ти се копти, долкадонци и останати сите. Значи, патриархот од Александрија е таму присутен, например. Сите цркви кои што се во Константинополи и во Турција, сите вчера беа и сите заеднички го молија верувањето. Го молија и со тој дел каде што не се спомнува излегувањето на Светиот Дух од Синот. Затоа што историски тоа е доста, во сите овие векови, доста злоупотребувано и дојде време кога некој ќе каже да, католичката црква може да го моли и така верувањето и не ни пречи. Чекор назад, да речеме. Па не назад, јас би рекол тоа е чекор напред. Чекор напред, да. Чекор напред. Ве прашувам во контекст на тоа што, например, кога спомнавте комунизмот, тоа е кај православните, знаете дека тој збор не е така добро прифатен. Меѓу другото и за некои аспекти кои што денеска ги практикува католичката црква, за кои што дел православни сметаат дека навлегуваат во некои други учења. Но ако зборуваме за целта на екуменизмот на папата, правењето чекор назад или да речеме идниски напред и враќање на основниот текст на она што е заеднички усвоено во 325 година, сепак во јавноста се јавија доста конзервативни критичари во католичката црква на тој негов потек. Прашањето ми е, затоа велам, може ли ние да очекуваме сепак за една таква голема реформа на католичката црква, потребни се не само волја на папата, веројатно и чекори кои што може да се треба да ги направат конклавата и сите тела кои што се врзани во католичката црква. Да, дефинитивно, нели, тоа е црква која што ние ја гледаме така. Има ли сојузници папата во тоа, во тие потези? Седиште, меѓутоа таа само по себе е 1.300 милиони луѓе во светот со многу бискупски конференции што во источниот речник се користи како синоди, нели, кои што ги има широм светот. Но што се однесува до тој дел на
прифаќање или не прифаќање, денеска сепак најголемиот дел на теолозите во католичката црква се радува на фактот дека еве сега во овие мигови некаде ќе заврши литургијата која што папата ја предводи во Volkswagen арената во Истанбул и таму е присутен патриархот Бартоломеј. Утре пак на празникот Свети Андреј Првоповикан, апостолот и брат Петров, во црквата Свети Ѓорги, во Фанар, ќе служи Бартоломеј, патриархот, а ќе биде присутен папата Лав 14. Тоа се конкретни чекори, кои што чекори прават едно големо поместување, затоа што секоја година некој од Цариград оди за празникот на Петар и Павле во Рим, а возвратно за празникот на Свети Андреј одат од Рим во Цариград. Меѓутоа, ова година папата отиде на таа литургија. Тој утре таму ќе биде, нема да сослужуваат, ние не сме до тој чекор уште дојдени да сослужуваат заедно, меѓутоа сигурно дека волјата на Исус е да дојде до тоа. Ако не се прават вакви чекори, сигурно дека тешко ќе дојдеме до единство. А дека има луѓе кои што не гледат многу позитивно на тоа, сигурно дека го има и во католичкиот свет, но јас сум убеден дека истите ги има и во православните цркви кои што можеби денеска не гледат така со тие очи со кои што јас и повеќето во Македонија како католичка црква и повеќето католички теолози во моментот го гледат. Има уште еден друг интересен аспект во рамки на блокот на православната црква, тоа е кога го земе односот меѓу Константинопол и Москва, кој во моментов од други причини е во прекинати односи, но Руската црква немаше некои големи проблеми во формата на диалог за екуменизмот, особено во ваква форма, да речеме, во која што католичката црква прави чекор. Назад, во Никеја немаше представници на Руската црква, но какви се вашите очекувања, да речеме, би били црковна Москва некаков отпор или би можеби на диалогот Ватикан-Москва би продолжил во таа насока, да речеме, за оформување и на православно евентуално единство? Ете, ние сме многу врзани со времето. Како луѓе секогаш ги броиме деновите и мислиме дека поминало многу време во некоја насока, дали тоа било во вистинско време или невистинско време, во истински правец или невистински правец. Сигурно дека ќе дојде денот кога и тие потешкоти ќе се надминат, но тука мислам дека не може многу тоа да помогне католичката црква во моментов на односите меѓу Константинопол и Москва, затоа што тие се многу потешки отколку што се односите меѓу Рим и Москва или Рим и Константинополи. Но ако е волјата на Исус кој што вели да бидеме едно, тогаш секако сите тие црквени луѓе, Божји луѓе, поаѓаат и од тој аспект и верувам дека на тоа во блиска иднина ќе се поработи да се надмине таа тешкотија која што е очигледна меѓу патриархот во Москва и патриархот во Константинопол. Веројатно не постои вистински христијанин кој не би посакал, како што велите ви, еден ден сослужување на целата христијанска црква, но тука има уште еден аспект кој што е проблематичен во тие учења низ годините, тоа е например празнувањето на Великден. Претходниот папа имаше најави, дури јавни изјави дека начинот на пресметка на Великден може да биде тема на разговори. Да подсетиме дека единствената разлика е дали тој може да се падне во рамки на еврејскиот празник Пасха или мора да биде по Пасха меѓу православните и католиците. Ако овој диалог сега го оцениме како успешен во Никеја, дали може да очекуваме продолжување на тој диалог Ватикан-Константинопол и во таа насока во иднина? Значи, меѓу католичката црква и православните цркви, оние кои што се блиски на патриархот Бартоломеј, во моментот и се одвива еден добар диалог кој што води на посебни средби, да се отворат и тие прашања околу празнувањето на Великден. Спремноста на папата Фрањо
да дојде до тој момент на заедничко славење беше, да кажеме, најавено. Меѓутоа не отпочна фактички. И поради неговите години и здравието кое што беше, но јас некои работи тука ги познавам и од внатре. За жал, тука многу потешка беше ситуацијата на усогласување, на почнување на диалог на тоа поле меѓу православните цркви. Знаете, оној собор што требаше во Крит да се одржи, требаше да биде една отскочна даска која што ќе помогнеше во тоа, но за жал тоа не се случи. Меѓутоа во Ватикан, односно во католичката црква, има посебен дикастери или министерство токму за тоа, насловено за борба за единство меѓу христијаните и за единство меѓу религиите, затоа што во католичката црква не е дека се преговара само со православните цркви, да не заборавиме дека еден добар дел на христијаните припаѓаат на протестантските цркви, нели, широм светот, и тие се побројни. Тоа е посебен диалог, веројатно. Да, тоа. Може би потежок за надминување. Па, околу календарот и околу верувањето не е толку тешок. Таму е потешка ситуацијата околу сакраментите, светите тајни и светата традиција или предание, кое што пак не е проблем меѓу католиците и православните. Да, за крај само, како е животот на католичката црква во Македонија? Таа е мала верска заедница, црква всушност, но составена од два обреди. Популарно наречените унијати, предпоставам дека не е навредив збор, или од византиски обред и изворните католици. Добро, тоа унијати во нашите кругови не се користи, затоа што има еден момент кој што тој збор унијати влегол преку Грција, нели, и не е многу симпатичен. Соответниот термин е византиски обред. Да. Ние имаме тоа наше представување секогаш дека сме католици од едниот и од другиот обред. Меѓутоа, јас бидејќи сум во институција која што е и за бискупијата Скопска и за епархијата Струмичко-Скопска, македонски Каритас, кој што го водам и ги представува и двата обреда, мислам дека сме една жива црква, која што црква е секојдневно присутна со луѓето, посебно со оние во потреба, но и со оглед на тоа дека имаме еден високо школуван клер во моментот во католичката црква, се одвива еден вистински живот на една жива црква која што го сведочи Христа таму каде што се наоѓа. Благодарам за ова гостување. Благодарам на поканата. Мој вечерашен гостин, отец Зоран Стојанов од католичката црква.